Мене 2016 ми беше уништено овощарник од околу 600 дрва на систем капка по капка. Имав проценка за тоа да се исплати штетата, ама овие од земјоделието тука, овој поранешниот министер Љупчо Николовски, лично он неќеше да ми ги исплати. Информација имам, сигурна информација, и ме малтретира 2-3 години, иди таму, иди вамо, па на крај ми викат партиска книшка, која партија си? Книшка, ја им реков, немам ни една партија. И сега слушнав преку медиумите дека вака заменик министер има за помош за земјоделците и дојдев од кај него да видим дали може нешто да помогне. И така. Утрово на пријавницата дојде Екрем и побара средба со мене, на која што веднаш одговорив. Го примив Екрем и разговараме за неговиот проблем. Она што ме информира, како што и сами откажува, дека речиси повеќе од 3 години е малтретиран од институција во институција, се обраќа, си ги бара своите реално заслужени пари во однос на штетите од 2016 година. Од она што можам да го видам во документацијата која што ми ја приложи, дека Министерството, платежната агенција, дури и кабинетот на тогашниот Зоран Заев, премиерот на Република Македонија, си ги префрлаат надлежностите и едноставно го манипулираат Екрем со неговите заслужени пари. Самиот ми кажа дека дури бил и на партиска основа манипулиран, дали бил член на Социјалдемократскиот сојуз и така натаму. Јас во она што можам да го направам во овој момент е дека максимално ќе се заложам да го проверам овој случај, зашто тоа се уште се доцни со оваа исплата која што навистина реално претрпела огромна штета во 2016 во невремето кој што го зафати тој регион. Јас упорно, постојано кажувам дека ќе бидам заштитник на земјоделците. Го охрабрив и Екрем и сите оние кои што ќе го гледаат и ова интервју и сите наредни мои настапи да повелат во Министерството. Во мене може да гледаат заштитник затоа што мене ниту ме интересира политичка партија, ниту ме интересира верска припадност. За мене земјоделците јас едноставно не ги делам. За мене тие луѓе се луѓето кои што ја хранат Република Македонија надвор од границите. Јас за овој конкретен пример ќе информирам и дополнително јавноста согласно моите созданија кои што ќе го проверам овој случај. Меѓутоа, од она што го видов дека гледам дека документацијата е комплетна, дури и подкрепена е со записник од Државниот инспекторат за земјоделство каде што се констатира дека навистина е уништен тој овошен насад. Едноставно парите требало да стигнат до Екрем. Дали некој друг ги земал? Дополнително ќе информирам. Меѓутоа, ако има одредени злоупотреби, аз верувам дека има, некој ќе треба да понесе одговорност. Уште еднаш го упатувам апел до цела Македонија, сите земјоделци од сите категории на земјоделски производители. Слободно да се обратат во Министерството да им побараат, заедно со моите луѓе кои што ми се на располагање, ќе ги провериме сите неправди кои што им се случуваат. Ова мора да заврши еднаш. Ние македонскиот земјоделец постојано упатувам и кажувам дека му е уништено достоинството. Ова е еден пример само каде што навистина она што го говораме реално докажано со факти дека се уништени земјоделците. Екрем исто така ми кажа дека ниту субвенциите му се дадени за изминатата година. Човекот имал претрпел штета, нема исплатена, му следуваат субвенции, не му се исплатени, едноставно е доведен до рабна екзистенција. Сега мора по судски пат да го тера целиот процес и дополнително да има трошоци кон законодавната власт. Јас уште еднаш упатувам апел и ги охрабрувам сите земјоделци, а на министерот позади мене во кабинетот кој што удобно седи и го следи ова изјава, му ветувам дека ќе му дишам вратот до последниот ден до 12 април. Ви благодарам.